vraќање. Обично се користи при пишување сценарија, меѓутоа јас ќе искористам она што е предмет на моето интересирање, тоа е како подобро да се носиме со ситуации кои што ни го менуваат животот, независно дали се тоа ситуации кои што ни го менуваат животот во некоја насока која што сме имале желба, ни оди по планот, задоволни сме, среќни, мотивирани, или пак ситуација која што од различни причини се случила со наше учество, меѓутоа не со наша целосна контрола и која што го менува нашиот живот на некој начин на кој што не сме очекувале, не сме посакувале. Точката од која нема враќање е еден настан или збир од повеќе настани кои што довеле до одреден условен крај на нешто, на процес кој претходно траел подолго, понекогаш едноставно се случува преку ноќ, а тоа се однесува на ситуации во кои што немаме ние влијание. Постои период во животот во кој што сме правеле се што сме знаеле и умееле, сме се надевале, сме се мотивирале, сме учеле, сме развивале некои вештини, сме стигнале до негде и тоа е некако врвот на се што до тогаш сме правеле. Тоа е крај на тој еден процес, на таа една приказна, меѓутоа представува почеток за нешто ново што следува, а од друга страна постојат ситуации кои што се случуваат непредвидено преку ној и ни го менуваат целиот живот без најава, а тие влијаат на нас и не менуваат и ни го менуваат понатамошниот тек на животот, а не можеме ние директно да влијаеме или нашето влијание било многу мало. Понекогаш не ја препознаваме оваа точка од која нема враќање или не сакаме да прифатиме дека тоа е така, или со други зборови, драги ни се почетоците, меѓутоа некако потешко се носиме со краевите. Сега сакам да зборувам за оние точки во кои нема враќање, на кои ние сме имале влијание, сме имале некаков удел, сме учествувале, сме придонеле. И како што реков, независно дали е тоа за нешто добро, нешто на што сме се надевале дека ќе ни го промени животот на подобро, или е нешто што сме се обидувале да го поправиме, не сме сакале да го завршиме, не сме сакале да ставиме крај, надевајќи се дека и тоа ќе стане подобро. И во двата случаи, точката од која нема враќање е тука. Тоа е настан кој некогаш ја прелива чашата, или тоа е настан кој означува дека сме дошле до една одредена цел. Ќе го подкрепам ова со примери. Да речеме дека сме студирале, завршуваме или сме завршиле одредена едукација, нели, за тоа ќе добиеме дипломи, сертификати, признанија. Ќе го затвориме тој процес, ќе го завршиме тој пат и ќе стигнеме негде. Имаме одредено ново звање, нова титула, нова професија, што значи дека ни поставува нов предизвик во иднина, го менува текот на животот кој што претходно сме го живееле. Добиваме некој нов идентитет, кој што допрва треба да го изградиме или кој што го доизградуваме полека и полека ќе го градиме најчесто до крајот на животот. Сакам да ставам нова посебен акцент, бидејќи некогаш мислиме дека кога ќе се случи нешто добро, кога конечно ќе стигнеме до целта на она во што сме вложиле време, труд, енергија, години, дека потоа сето едноставно и лесно ќе оди во животот. И да, во еден дел ќе биде и едноставно и лесно и убаво. Меѓутоа, ќе постои и овој процес и оваа потреба од промена, од создавање на нови навики, нови распореди, создавање на нови пријателства, можеби губење и оддалечување со старите. Во тој еден момент нашиот живот целосно или во многу голем дел ќе се промени, а ние не сме секогаш свесни за тоа. Имаме живот одреден со одредени навики и некој ред на тој живот што го живееме и сега одеднаш сето тоа ќе се промени. Постои една желба човечка, една потреба тоа да потрае, да го задржиме, да бидеме подолго во таа една приказна, во тој еден идентитет и понекогаш паралелно со радоста на тоа што сме го постигнали и она што треба да го почнеме, чувствуваме и тага за она што заминало, поминало, останало, или за она што сме биле ние, додека траел цел тој процес, да речеме во конкретниот случај, студирањето, пријателите, начинот на живот што сме го имале. И во случај зборувам за нешто што успешно завршува, за нешто што
Sme go sakale, sme го избрале за нешто што ќе ни отвори понатаму разни врати, разни можности, ќе ни го подобри квалитетот на животот, или барем ние веруваме во тоа. Но исто така, постојат точки кои што се случиле непредвидени, неповикани, несакани. Како пример ќе земаме прекин на некој однос, кој што може би на некој начин сме го посакувале, на некој начин сме влијале, може би не сме биле спремни, може би сме вложувале многу во тој однос со надеж дека ќе потрае, дека можеме нешто да направиме, дека ако бидеме вакви или такви, ако се однесуваме вака или така, тој однос ќе трае. Меѓутоа, доаѓа до момент кога едноставно сваќаме дека се е залудно и дека што и да направиме, тој однос нема да трае. Дека тој однос може би и одамна дошол до својот крај, исцрпил сите резерви, сите ресурси, се она што не врзувало, не држало заедно. А односот за да функционира и за да биде добар и квалитетен и да има свој развој, треба да биде подкрепен со желба, интерес и работа од двете страни. И ако тоа го нема, ќе избледе, ќе заврши. Независно колку ние да се трудиме да го задржиме. И тогаш доаѓаме пак во таа точка од која нема враќање. Независно дали односот сме го завршиле, сме биле груби, сме се расправале, имало голем конфликт во кој не сме се разбрале, сме си кажале работи кои не сме сакале да си ги кажеме, сме се извреѓале, независно дали само тивко сме се разделиле, независно дали е тоа нешто многу посложено што ќе ни остави некаква траума со која подоцна нели треба да се носиме и да ја разрешуваме, како и да е, ние доаѓаме до таа точка од која нема враќање. Тој однос завршува, но со тој однос завршуваат и многу работи кои што предходно сме ги живеели и сме ги правели. Тука некаде завршува една наша улога или се менува, па дури тој однос да се смени, да се промени и да премине од, да речеме, љубовен во пријателски, или ние се обидуваме така да биде, сепак треба многу работа, односно потребно е пак да се менува навики, редот на работите како што сме ги правеле. Нашата улога да се менува, да се модифицира, ние како луѓе се менуваме. И тоа што се случило остава некое влијание на нас, кое понатаму во животот ни влија и не определува, се разбира, ако ние така дозволиме и ако не го сработиме тоа на емотивно и ментално ниво. Но како и да е, таа точка од која нема враќање постои. Таа точка може да значи и крај од една страна на нешто и почеток на нешто сосем поинако, ново, друго. Околу таа точка има еден поголем круг, еден поголем простор, има време, има приказни кои се плетат затоа што како резултат на тоа ние сме дошле до таа точка, а нема веднаш само да тргнеме напред. Ќе ни биде потребно време да останеме во таа точка, значи да се соочиме, да бидеме свесни што се случува, да го пречвакаме тоа некако, да го изживееме, па дури потоа да се дистанцираме и дури потоа да можеме да најдеме начини како да продолжиме или како одново да почнеме. Како и да е, соочувањето со фактот дека не може работите бесконечно да ги влечеме, не може да траат бесконечно, не може да остануваме во одредени улоги цел живот, дури понекогаш кога тие улоги траат и со децении, и тие се менуваат. Секоја работа има свој крај, има кулминација некаква, независно дали е тоа во позитивна или негативна смисленост, но препратено со позитивни мотивацијски, инспирацијски чувства, со задоволство или напротив не демотивира, не враќа назад, не носи во некоја лично себе истражување повторно, во некоја темнина, во некоја тага. Во секој случај, сите работи на овој свет доаѓаат до некаков крај. И во тој крај, во таа точка, треба да бидеме свесни дека не само што е крај, не само што тука завршува нешто што траело предходно, може би со години, туку дека во таа точка се случува огромна промена. Дека ние кои сме дошле до тука и ние кои што ќе продолжиме понатаму, не сме истите луѓе. Не можеме да бидеме, затоа што ако се обидуваме да останеме исти, не можеме да продолжиме понатаму. Да се соочиме со тоа,
да го оставиме таму каде што му е местото и да можеме да продолжиме понатаму. Неприфаќањето, негирањето, потиснувањето, сите обиди кои што предизвикуваат болка и јад, додека се обидуваме да задржиме нешто што го нема, што не постои, што завршило, да задржиме луѓе кои ги нема, кои не сакаат да се со нас, кои заминале по свој или не свој избор, за секогаш или привремено, ќе ни предизвикува измачување, болка, тага, желба да го поправиме минатото и она што било, желба да останеме ние тие што сме биле, желба да ги задржиме улогите кои што веќе ги немаме и кои што на крајот на криштата не ни се потребни за тоа што не чека понатаму. Не ни се потребни за новиот однос или новите односи и за новата улога која што сега ја имаме. Некои работи завршиле, некои работи се промениле, некои луѓе заминале, ние сме се промениле, интересите ни се смениле, желбите и потребите ни се смениле. И прифаќањето на сето тоа е многу битно, за да можеме полесно, поедноставно да продолжиме понатаму и да градиме некоја иднина која што се разбира ќе биде изградена врз ова минато, која што ќе биде под одредено влијание. Ние ќе носиме дел од тоа со себе, меѓутоа има таму и многу ново што да се случува, многу нови опции, многу нови начини, многу нови улоги, нови луѓе, нови приказни и ние не можеме активно и свесно да учествуваме во тоа ако се заглавиме таму некаде зад таа точка од која нема враќање. Постојат такви точки, такви моменти во животот од кои ништо повеќе не е исто. И затоа да не се заглавуваме во таквите точки и да не се обидуваме да останат исти работите кои што не се исти. Затоа што тоа само ќе ни доведе тага, јад, гнев, депресивна состојба и така натаму. Се надевам дека со ова видео ќе помогнам некому. Ако мислите и вие така, споделете го со некој кој мислите дека има потреба и кој можеби е заглавен во таа точка од која нема враќање. Погледнете и некој од старите видеа. Ви благодарам што сте тука, што го гледавте ова видео, што следите мојот канал и со некоја нова тема се гледаме наскоро. До тогаш, уште еднаш, се најубаво.